Катастрофален и срамен пораз доживеа второлигашото Согово на гостувањето во Кавадарци. Во рамки на 12-тото коло од првенството на втората фудбалска лига Исток, жолто-сините беа немокни против екипата на Тиквеш, примеа 7 гола, а постигнаа само 1. Победата на домакините беше најавена уште во првото полувреме, кога поведоа со 4:0. Во вториот дел, разликата ја зголемија со уште 3 гола. Единствениот почесен погодок за гостите од Кочани го постигна Паунов. Поразот за кочанскиот второлигаш можеше да биде и повисок, со оглед што кавадарчани не успеа да постигнат гол од пенал, а имаа уште неколку посериозни шанси кон противничката мрежа. Се насе, со овој пораз Согово и дефинитивно останува без шанси да се извлече од дното, а до крајот на есенскиот дел најверојатно ќе има само епизодна улога во првенството. Во следното 13-то коло на домашен терен, жолто-сините ќе се сретнат со Китго Пехчево. За разлика од фудбалерите, успешен настап имаа каратистите. Членовите на карате клубовите Кочани и Партизан учествуваа на меѓународниот карате турнир 13 ноември, што по повод ослободувањето се одржа во Скопје. Нашите клубови ги представуваа 6 каратисти, од кои 4 се закитија со медали. Кај карате клубот Кочани во женска конкуренција од генерацијата 2006 Наталија Карова освои сребрен медал во категоријата до 44 килограми. Сличен успех имаше и Иван Арсов кај каратистите од генерацијата 2007 во категоријата до 52 килограми. Третиот медал го освои Илија Охумуш во генерацијата 2006 од категоријата до 55 килограми, при што тој се закити со бронза. На турнирот во Скопје, карате клубот Партизан го представуваше само Филип Стојанов, кој настапи меѓу своите врсници од генерацијата 2006 и во конкуренција на надпреварувачи до 42 килограми и до 47 килограми тој беше најуспешен и освои златен медал.